Денеска сме во посета на Управата за хидрометеоролошки работи, која што во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Даваме акцент и фокус и на самата управа, но и климатските промени си го прават своето и мора да бидеме уште по-фокусирани во креирањето на нашите мерки и политики. Затоа денес беа презентирани неколку нови работи кои што во претходниот период ги разговаравме и се реализирани од страна на самата управа. Знаете дека започнавме со реновирање на неколку хидрометеоролошки станици во државата. Веќе се завршени Крива Паланка и Штип. Овие денови ќе биде завршена реконструкцијата, односно реновирањето на метеоролошката станица во Демиркапија. Тоа е еден од нашите работи кои што овој период ги направивме. Во најскоро време започнува постапката за реконструкција, односно надградба на радарскиот систем во Ѓуриште, кој што ќе биде особено битен, како што бев информиран од страна на вработените во управата. Денеска во управата беше презентиран новиот систем на следење на прогноза на времето кој што е инсталиран од пред 2 месеци, кој што е особено битен, вклучително и новата оптичка врска за подобри, односно побрз трансфер на податоци, а во следните неколку дена ќе биде промовирана и новата веб страна на Управата за хидрометеоролошки работи. Продолжуваме со инвестиции заедно и со меѓународните партнери во делот на нови метеоролошки станици широм во државата, заради тоа што се битни за заштита на земјоделското производство, односно за навремено информирање на земјоделците за тоа, за информациите за времето, но и за мерките кои што треба да бидат преземени. Од денеска на системот се вклучени уште 3 хидролошки станици во делот на Струмица, односно се на вистина сакаме да посветиме внимание и во овој дел. Климатските промени се нешто кое што не може да го решиме со само една или повеќе политики. Потребен е целосен сет на мерки, на активности, се со цел да ги адаптираме и нашите политики на она што ни се случува, а се со цел навремено и брзо информирање на земјоделците, а во поглед на примена на мерките и на заштитата на вкупното земјоделско производство. Благодарам.